Слово 20. За детинестата страшливост. Ако подвигот на добродетелта го водиш во општежитие или во заедница, страшливоста нема многу да те напаѓа. А ако се подвизуваш на пусти места, внимавај со тебе да не завладее тој пород на суетата и ќерка на неверието. Страшливоста е детинеста природа во остарена душа од суета. Страшливоста е отсуство на вера во исчекување на ненадејна несреќа. Стравот е опасност на која што се мисли уште пред таа да настане. Или повторно, стравот е трепетно чувство на срцето кое трепери и тагува заради известни можни настани. Стравот е лишеност од цврстата надеж во Бога. Надмената душа е роб на страшливоста, зашто се надева на самата себе си. Таа се плаши од секој шум, од секоја сенка. Оние што плачат и страдаат заради своите гревови не се страшливи. Страшливите често доаѓаат надвор од себе од страв, што е сосем природно. Господ праведно ги остава гордите на цедило, за и ние останатите да се научиме да не бидеме горди. Сите страшливи луѓе се суетни, но ни сите храбри луѓе не се смирени, зашто се случува и разбойниците или гробократците да не се плашливи. Не колебај се во глува доба на ноќта да се појавуваш токму на места на кои обично те фаќа страв. Ако макар и малку и попуштиш на таа детска и смешна страст и ќе остариш со неја. Штом ќе тргнеш, вооружи се со молитвата. Штом ќе стигнеш, рашири ги рацете. Со Исусовото име камшикувај ги противниците. Ни на небото, ни на земјата нема посилно оружје. А кога ќе се ослободиш од таа болест, заблагодари му од се срце на Избавителот. Ако му бидеш благодарен, ќе те штити довека. Стомакот не можеш да го наполниш одеднаш. Според мерата во која што плачот станува се посилен во нас, и страшливоста не напушта. Со слабењето на плачот ние стануваме плашливи. Ми се накострешија влакната и кожата моја, рече Елифаз, објаснувајќи ја препреденоста на демоните. Спореди Јов 4.15. Понекогаш се исплашува прво душата, а понекогаш телото. Оној што ќе се исплаши прв, го пренесува стравот на другиот. Ако се исплаши телото, а во душата не влегол неоснован страв, блиско е избавувањето од болеста. Кога навистина ќе се ослободиме од плашливоста, мрачните и пусти места нема да ги охрабруваат демоните да не напаѓаат, туку само неплодноста на нашата душа, а тоа може да биде и по Божја промисла. Оној што станал слуга Господов само од својот Господар се бои, а кој уште од Господа не се бои, често се плаши од својата сопствена сенка. Кога ни приоѓа невидливиот дух на демонот, телото се плаши, а кога ни приоѓа ангел, смирено се весели душата. Кога според тоа дејство ќе го препознаеме дејството на ангелот, да скокнеме крепко на молитва, зашто нашиот добар чувар дојде да се помоли заедно со нас. Оној што ја победил страшливоста, секако на Бога му го предал својот живот и својата душа.